Добре ни дојдовте, почитувани гледачи. Убаво празнично сме расположени и во тој дух сакаме да ги промовираме младите креативци кои што се кај нас. Па така и денеска во денешниот неделен микс имам на гости уметничка која ги претвара сликите и зборовите во прекрасни уметнички дела. Таа дизајнира и печати персонализирани пораки, цитати и инспирации, а потоа внимателно ги сместува во уникатни рамки што го прават секое дело да се чувствува топло, значајно и незаборавно. Незината работа стана популарен избор и за подароци, и за декор за домот, но и секојдневна мотивација. Со креативност, емоции и љубов кон естетиката, таа ги трансформира пораките, како што спомна, во врамени приказни. Добре дојде за Тамара Финесе, од Финесе, нели? Многу интересно име. Добре те најдов, Марија. Добро ни дојде, да. Јас веднаш со прашањето. Како си миете пред се? Супер, еве, баш ми е задоволство и чест ми е што сум денеска тука во вашето студио и кај тебе да можеме да си поразговараме на оваа тема. Ти благодарам пред се за поканата и за преубавата најава. Баш се радувам што сум денеска тука, вака празнично расположени. И мене ме многу драго, баш ја скоцкав така, сакав од се помалку да вметнам, бидејќи навистина е така. Не е едноставна креативната дејност, а од друга страна е преубава, нели? Преубаво е да се работи нешто креативно. Еве ќе започнам од името. Финесе е навистина многу необично име. Па што те мотивираше токму така да го крстиш овој бизнис? Баш така, како што кажа. Името е многу интересно и баш има интересна позадина, да кажам. Го обирав баш внимателно. Јас сум иначе професор по англиски јазик и книжевност и обожавам зборови пред се, нели, книжевност и од тука барав нешто што ќе биде поразлично. И така го пронајдов Финес. Тој всушност потекнува од францускиот јазик и во таква француска форма значело секогаш креативност, посветеност, уникатност, елеганција и нели како и многу други зборови, потоа преминува во англискиот јазик и добива само уште поголема форма и уште поголемо значење и таму означува буквално нешто што е направено со љубов, со внимание и мислам дека тоа баш ги отсликува изработките кои што јас ги правам. И ето, таков беше мојот избор за зборот. И тоа не е само обичен збор, би кажала, туку представува цела една филозофија и еден цел стил на работа. Така, многу убав збор, нели? И ние во нашиот јазик знаеме често користиме, па ќе се направат дополнителни финеси. Финеси, баш така. Така што тоа секогаш, како што спомна и ти, значи една елеганција, еден зачин плюс во сето она што го правиме. А како започна твоето креативно патување? Има и тоа интересна приказна. Јас пред се сум личност која што сака креативност и која што сака секогаш да купи некои поразлични работи што ги нема другите и пред се што не може да се најдат во продавница, нели? И во ова време каде што брзаме некаде и нели немаме време да смислуваме подароци, а исто така и не се фотографираме, како порано немаме албуми кај што можеме фотографиите да си ги гледаме, нели да ги печатиме, си помислив зошто да не креирам нешто такво кое што нели ќе не врати наназад, а сепак да биде модернизирано и на новите генерации ќе им биде представено во ново светло. И започнав да креирам најпрвен за себе и за својот партнер, бидејќи тој баш сака креативност, вака за нас, за некои наши битни настани, битни датуми или едноставно како декорација во домот да си направиме нешто. И откако пријателите и семејствата ги видоа тие изработки, почна и тие да ми бара да креирам за нив и тоа се претвори во цела една приказна. Буквално кога ги видов нивните реакции, нели како тие реагираат, колку се задоволни, колку се среќни и насмејани, си реков зошто да не го претвориме сето ова во еден бренд. Така. Нели да направиме една приказна каде што младите луѓе може да си креираат нешто свое, кое што ќе им го подарат на некого, меѓутоа тоа да не биде нели купено нешто само така, а да не носи некоја порака и емоција пред се. И така започна Финес, всушност многу спонтано, од хоби,
се роди од една желба и љубов за нешто свое и ете денеска сум тука. Да, навистина многу убава инспирација да се комбинира визуелниот дизајн со ете така значајни пишани пораки што за некого имаат голема символика и големо значење, нели? А најблиските се најчесто и најголемите критичари и оние кои што искрено го кажуваат мислењето, така што штом тие одобриле, нели, понатака се е веќе плюс. Како би го опишала твојот уметнички стил во однос на она што го креираш? Секој од клиентите, верувам, си има свои желби, свои барања. Да. Не секогаш едноставно. Не. Треба да бирам збор со кој што ќе го опишам или нешто. Па може и така, ете. Ако треба да бирам, ајде да кажеме во некои кратки линии да го опишам сето тоа, би кажала стилот дека е пред се безвременски. Дали се креираат некои спомени кои што ќе траат долговечно, со години и со векови, би кажала нели персонализирано и креативно. Так. Нека биде така. Така, убаво кажано. Од каде се идеите за пораките? Лични искуства, трендови, приказни на клиенти? Како се создаваат всушност рамките? Па би рекла комбинација од се. Најпрви, нели, тоа се нивни лични искуства, нивни лични приказни и моменти од секојдневието. Секој клиент кога ќе порача, ми ја кажува неговата приказна и од тука всушност потекнува целиот креативен процес. Кога тој ќе нарача и ќе ми каже за каква пригода му го треба дизајност, тука веќе влегуваме во целата приказна и се случува најкреативниот дел. Така, да. А каков е процесот? Верувам сите не интересира. Откако нели ќе ти кажат клиентите што би сакале да има во рамката, што да содржи, што е она што се случува понатак? Така, први нели започнува комуникацијата со клиентот кога тие ме контактираат и ми кажуваат што сакаат да креираат. Од тука тој дизајн што тие ќе го изберат, нели може да се изберат најпрвен модел кој што веќе го има на мојата страна, може нели да се испратат и нешто од нивен сопствен извор на идеи. Од тука постерот се креира во компјутерска професионална програма, каде што се додаваат сите дизајни, нели, фонт, боја и тие може да изберат димензија. Може да изберат помала, поголема и може да изберат исто така има и дводелни рамки, односно кои што вклучуваат две фотографии. И тие се многу интересни како колаж. Да, може најразлично да се направи, се додаваат различни нели илустрации, елементи буквално по желба. Откако тоа ќе биде завршено, ги препраќам нели да си ги прегледа клиентот и доколку сака да направи промена. Некоја да сака нешто да промени, нели мали финеси. Да коригира, да. Да коригира. И откако нели ќе е одобрено тоа целосно, тогаш оди принтање на професионална фотохартија, а потоа и финалниот производ кога постерот се вметнува заедно со рамката, се вклопува се заедно и доаѓа најинтересниот дел тука, односно украсувањето, каде што се додаваат сите други детали, финеси, буквално, значи името константно се повторува и цело време, да, и тука целата приказа всушност се додаваат сите финеси и се припрема за испорака. Ете така отприлика изгледа еден процес. Така, многу интересно. А, например, какви пораки најчесто бараат гледачите, односно луѓето да бидат вметнати? Дали се тоа некои мотивирачки, хумористични или некои што за нив имаат посебно значење? Буквално сите што ги набореа. Ама ако треба да бирам, најчесто нарачуваат емотивни пораки, да кажам, и тоа особено се гледа за моментите како што се 8 март, денот на влюбените исто, кога си нарачуваат подароци, меѓутоа има и доста инспиративни цитати кои што луѓето ги бараат, да ги подарат на најблиските колеги, колешки, на работното место да ги однесат, што ќе го гледаат тоа секој ден, ќе ги охрабрува и ќе ги насмевнува. Така да ќе нешто. Многу убава идеја за подарок, нешто што навистина останува. А на кои проекти, Тамара, си најгорда до сега? Тешко прашање, искрено. Има многу, нели секоја приказна е различна, не би можела да изделам навистина ни една, ама ајде нека бидат проектите онаму каде што клиентот ми праќа порака дека е добил
нарачката, дека премногу му се допаѓа или на тој некој што ја подарил, или најмногу ме прави горда кога ќе ми испратат фотографија, каде тоа нешто е оставено, дали стои во нивната дневна соба, дали стои на работното место, како буквално изгледа во нивниот простор, каде што нели им е најудобно. И исто така морам да напоменам пораките кои што ги добивам за нарачки повтор или трет пат. Кога некој ќе нарача неколку пати, тогаш знам каква работа сум завршила. Така е, вистинско задоволство. Се случува ли некогаш да немаш инспирација, во смисла да ти пратат нели луѓето слика како би сакале да изгледа, но ти да немаш инспирација како да вметнеш, како да вклопиш? Има ли такви моменти или веднаш имаш представа како Па ќе се случува понекогаш, ама ако не ја знам позадината на сето тоа, нели знам да ги прашам, може ли да ми објасните подетално за што станува збор, за да можам да најдам некоја своја лична креација, меѓутоа нели тоа е човечка потреба и природно е да некогаш секој од нас нема едноставно инспирација. Затоа знам доста често и да побегнам на кратко, да си дадам пауза. Сакам да прочитам книга, да прошетам, доста често и патувам, па таму знам да најдам некоја друга инспирација. Да, и некогаш и треба да ја оставиш креативноста сама да дојде, нели? Не да ја форсираш, бидејќи колку што ти повеќе ќе ја форсираш, таа повеќе ќе побегне. Од тебе, така да оставаме сама да дојде и наоѓаме различни начини како да стигнеме до неа. И многу е важен тој креативен процес и порив кој што посебно ете уметниците, креативците го имаат. Ете, ти си имаш една професија, ти си професорка, меѓутоа ова е нешто што верувам исто така посебно те исполнува. И многу бав тој вентил каде што целата креативност имаш каде да ја пренесеш, нели? Тоа е фантастично. Да, па спомнав дека инаку професионално сум професор по англиски јазик и отаму ми е таа сета желба за нели книжевност, за јазик. И од секогаш сум сметала дека зборовите имаат голема моќ, нели? Меѓутоа, кога нив ќе ги вклопиш во една ваква изработка, тие некако добиваат уште многу поголема моќ и нели ова што го гледаме нас не привлекува. Дали како гледачи? Еве баш ќе покажам и на нашите гледачи, ќе видат и од инсертите, меѓутоа еве ова претпоставувам значи семен постер, да, како се стигнало од запросување, од веридба, па се до семејство, кога стигнало и бебчето. Да, имиња, датуми се додаваат. Многу символично, многу убаво и ова е нешто навистина што останува за секојаш, а од другата страна? Ова е бебе постер. Овдека може да се Можеш да го покажеш слободно на камерата твоја. Да, ова е бебе постер, имено овдека може да се додат податоци за бебето, името, датумот на раѓањето, може час да се вметне, нели тежина и должина и може локација да се додаде. Некои клиенти исто сака да додадат и хороскопски знак, така да може да се изведе на најразличен начин. Многу сладко изгледа баш. Затоа кажав, нели ова само не привлекува вака, нели со око кога ги гледаме, меѓутоа тоа што станува запишано некаде има многу подлабок значај и тоа станува во нас. Така. Вака, сега исто сакав и да те прашам за емотивните пораки. Еве има различни клиенти кои што верувам, нели спомнавме дека различни бараат идеи, но имало ли некоја најемотивна порака која што буквално можеби си заплакала? Има многу. Буквално има многу и секојдневно се среќавам со такви пораки. Може да се каже дека се најемотивни пораките кои што родителите ги нарачуваат за нивните новороденчиња. Кога ќе напишат некој текст, например, ти си нашиот најубав почеток, со тебе се денес повторно родивме и ние. Буквално такви пораки, или пак деца кои што на своите родители им подаруваат вакви персонализирани рамки, правам исто благодарници доста каде што тие се заблагодаруваат за родителите за се што имаат направено за нив, така да може да ги извојам тие како најемотивни пораки. И тука всушност сваќам колку е мојата голема улога. Таму не е само визуелноста, нели, и креативниот дел, туку целата приказна. Така е, апсолутно. Тамара, дали, например, имаш размислувано да ја прошириш твојата креативна работа во други производи или уметнички форми?
Да. Баш така, Марија, доста често размислувам на некои нови производи, нели да бидат во поинаква форма, ама да ја задржат целата приказна и целата емоција која што производите ја покажуваат. Па така, до неодамно додав на идеја исто да изработувам персонализирани картички кои што може да се видат овдека. Од сите други можам да ги издвојам картичките кои што ги правам за моминска вечер, односно тоа доста станува популарно, да другарките на невестата сакаат нели да ја изненадат, да ја направат нешто посебно за тој ден, и во комбинација со персонализиран постер може да нарачаат како декорација персонализирани картички со елементи што тие сакаат да ги додадат. Може да биде шнолка или нешто друго, може чоколадца да се додадат, било што, за да може да ги однесат заедно. Ги имаме тука да ги покажеме? Да. Можеме. Вака. Баш се прилика изгледаат и ево го. Приубаво. Да. И ево го ова друга за Bride Squad и Bride Team. Баш убаво. Да. Многу убаво, така, многу сладко. Да, ете. Гледам Супер. што може друго да се вклучи, меѓутоа како што напоменав да се задржи пораката. Така е, да, ете за сите оние кои што планираат девојачко да организираат, одлична идеја, како ете можат од кај тебе да нарачаат и сето тоа убаво да изгледа. А во однос на твоите идни планови, за крај би те прашала дали планираш нови колекции, изложби, можеби онлайн продавница, меѓутоа онлайн продавница веќе на некој начин имаш, бидејќи преку социјалните мрежи или можат да ти се јават гледачите, но во секој случај ете во однос на изложби или нешто, некој твој план кој што би сакала да го споделиш со нас. Да, секако планирам да работам на растот на Финес уште повеќе. За сега, како што спомена, нели, се води како онлайн продавница, меѓутоа зошто да не ја мечтавам еден ден да, нели, отворам и продавница, да, баш така, и нели се повеќе да расте тоа со нови производи и нови изработки, и да работам на уште повеќе дизајни, да можем да им понудам на клиентите од кои што тие може да бират, бидејќи некогаш и тие самите бараат јас да им испратам идеја. Ете како што јас не знам што сакам. Да, треба повеќе време во тој случај, тогаш тие ми велат ајде ти сега избери за нас, мене ми треба за тоа и тоа, нели, очекувам на тебе, оставам на тебе. И тоа се случува. И тоа е нормално, нели, за неодлучни луѓе, но во секој случај многу е важен тој убав однос со нели, со гледачите, со клиентите, со луѓето со кои што соработуваш, бидејќи секој со свој желби, секој со свој карактер, нели? Да. Но ти си толку пријатна што и трпелива, нема никаков проблем. Мора да бидеш и трпелив и внимателен и буквално да гледаш и да пазиш на се, меѓутоа јас тој дел го обожавам и тоа е нешто што ми исполнува и навистина го работам со љубов и очекувам, нели, и мислам дека тоа се гледа и се види и можат гледачите и клиентите тоа да го доживеат, и особено некогаш си велам да можам да им ја видам реакцијата кога ќе го отварат. Да можам да сум таму некаде позади. Тоа некој близок треба да снима. Да, на блиските знам да им кажам да ми пратат таква реакција, ама нели да можам секој клиент да го видам. Меѓутоа затоа добивам нели фидбек каде што ми испраќаат и видеа и фотографии, така да знам дека се е на своја место. Преубаво. Еве само за крај да кажеме на гледачите, значи каде на мрежите може да ти сконтактираат? Да, за сега може да ми сконтактираат на Инстаграм и на Фејсбук, се вика Финес _МК. Финес ССЕ, на латиница тоа да потенцираме. Да, _МК, така да може таму да ме најдат, јас сум тука. Одлично. Тамара, навистина многу пријатен разговор си направивме. Многу ти благодарам и еве во новата година ти посакувам уште поголем прогрес, приватно, професионално секако, и да се гледаме зуба и повади. Ти благодарам, Марија, навистина уживав што сум денеска тука со тебе, посебно во ваква празнична атмосфера, и баш ми е мило што сум дел од тој период, баш ваков. Новогодишен убав, со убави вибрации, убава енергија, тоа многу значи. И ете, им посакувам на сите и на тебе среќна нова година и божитни празници, многу здравје, успех на сите полиња, ама пред се да сме живи здрави. И убави подароци, вакви креативни, уникатни. За сите. Почитувани гледачи, ето така убаво го започнавме неделниот микс во
во ова издание заедно со Тамара Финес, а вие останете со нас, секако во продолжение се враќаме назад.